Добре дојдовте во За или против, јас сум Лјупчо Цветановски. За неподносливата агресивност и ароганција на власта на заминување, за односот кон новинарите, за случувањата кои што предходија и ке следуваат во За или против, токму ке зборуваме со новинарот Предраг Димитровски. Добре дојде. Што предобрнашо. Колумнистот Александар Ристевски. Добре дојде. Добре вечер, Лјупчо, добре најдов. Дали нервозата Предраг на власта на заминување, буквално кажано, бидејќи им преостануваат неколку месеци уште, го доживува своето кресчендо. Видовме, еве, денове како никогаш избраниот, јас така го нарекувам премиер Ковачевски, се однесуваше кон новинарите, буквално вербално напаѓајќи ги, навредувајќи ги. Имавме ситуација со колегата Матеја Петровски, нели? Реагираа сите новинарски здруженија, синдикати, реагираше АВМУ, но Ковачевски, народски кажано, мува не го ласи. Има една мисла која вели дека секоја голема идеја започнува со движење, продолжува со револуција, преминува во рекет и завршува како диктатура. По се што ни се случуваше од 2016 наома, односно 2015, оставам на самите гледачи да проценат во која фаза сме како општество и држава се наоѓаме во моментов. Реакцијата на премиерот, па и на вице-премиерот Битичи, според мене доаѓа во момент на кулминација на една, слободно да се каже, може да се каже диктатура, која смета дека зад политичката моќ и силата, голата сила, може да се реализира се што ќе се помисли и да се направи се што ќе се посака. Знаете што, мене ми представуваше задоволство да го гледам настапот на помладиот колега Матеја, затоа што такви прашања кај нас недостасуваат на врвните партиски функционери и државни функционери, нели? Сега, мене ме интересира што не му се допадна на вице-премиерот Битичи и како реагираше. Реагираше како албанец или реагираше како министер во владата на премиерот Ковачевски. Како и да реагираше тотално неподготвено и несоодветно на моментот, а прашањето беше извонредно. Од друга страна пак, премиерот Ковачевски се најде во една парадоксална ситуација. Да споменува фашизам, популизам и фашизам, заборавајќи дека социјалдемократскиот сојуз бугарски неоврховистички се најде како промотор на неофашизмот во Македонија со дозволата за отварање на, би рекол, фашистичките клубови на Бугарија во Македонија со имењата на цар Борис и Иван Ванчо Михајлов. Тоа ниту еден од нас овдека не го направи ни уште помалку Матеја Петровски, го направи власта, на чие чело стои премиерот Димитар Ковачевски. И кога он ќе спомене фашизам и да обвинува некого за фашизам, нека се сврти малку позади и нека размисли што има дозволено, што прави и што во кој правец не носи и како држава и како општество. Ристевски, како го виде ова, до сега вакво нешто искрено не се случило во Македонија. Јас сум 24 години новинар, поминавме многу премиери, еве да ги споменеме и оние од почетокот, ако зборуваме за Бранко, за Љубачо, за па и оние кои што беа пократко Костов, Бучко, Шекеринска, да, два дена нема врска, но беше Груевски, па дури и еден Заев, оние техничките и не мора, нели, ај, така, но еве и нив. Дали до сега сме виделе вакво нешто на македонската политичка сцена, ваква ароганција, ваква агресивност,
да не речам тресење зелени, ама ова беше дегутантно во секој случај. Дали си видел досега вакво нешто долго време? Ја следиш сцената, си работел сето тоа? Јас до негде ќе му ја сватам реакцијата на Ковачевски само ради една работа, затоа што тој проба да ја прикрие реакцијата на Битичи. Така. Всушност се потекнува од реакцијата на Битичи, а Битичи каде моментот на ксенофобија, да кажеме, или расизам, или како и тој да го се обиде да го нарече, да го протолкува. Јас внимателно проследив што всушност кажува Матеја Петровски и во неговата изјава и во сето тоа што го пренесува и другите медиуми, пошто нели сите истовремено снима. Тој многу конкретно и директно праша дали премиерот Ковачевски со оглед дека работите како се поставени по врска со изборите, дали доколку вие го октруирате процесот нели избор на председател, дали се согласувате како би се чувствувале во ситуација да се доведете да председател на држава биде Талат Џафери, а премиер Артан Груби. Значи тоа јас знаете како, секој пат тоа што некој друг го чувствува, вие не го кажувате, е како што става што викаат цвичкање на мувата од капата. Значи тоа што вие го чувствувате како фрустрација или нешто што вие се браните или сметате дека поради нешто некој вас ве напаѓа, вие го слушате таму и каде што го нема. Прашањето се однесуваше на една политичка борба во смисла каде што коалициски партнер, помал коалициски партнер, кој држи според бројот на депутати нели во самото собрание колку би се фатиле 3-14-15%, или пак 15 пратеници, преточено во бројка, политички субјект кој во електоратот држи помалку од 100.000 гласа, да поради вашите хирови, вашите фрустрации и према опозицијата и према севкупните ставови на народот, да ги доведете во ситуација представници од партијата со 100.000 гласа да имаат во исто време и премиер и председател на држава. Јас не го видов тука етничкиот напад, затоа што никој ништо етничко не спомна. Сега, тој што брани одредени ставови, а ги брани врз погрешна основа, гледа проблем сегде. Тоа долго време во Америка се случуваше, знаете, reverse racism, кога некој, или обратен расизам, што би рекле, толку многу се брани некој, нели афроамериканците, што би рекле црнците, нели пежоративно, од белечкиот напад, што гледа расизам таму и каде што го нема. Или таму и каде што прашањето не се однесува на етничката припадност, него на потеклото, да кажеме, од одреден политички субјект кој ќе се доведи во ситуација. Тековно има председател на собрание, има прв вице-премиер, иако во основа е премиер де факто, овој повеќе делува како, ајде да не кажеме што, имате како марионета, имате министер за финансии, имате министер за економија, имате директор во МЕПСО, имате директор во патишта, значи најаките сектори финансиски и таму каде што се врти најголем и кеш и набавки и се, ги држи помалиот коалиционен партнер. А овој случај ќе има председател на собрание, председател на држава и премиер. Не, тогаш нема да биде председател на собрание, но ќе се изротира и ќе стане председател на држава, веде, дека не се избери нов, и ќе стане премиер во последни 100 дена пред избори. Еве, нека не биде Артан, нека биде Блерим, Трајче, било кој, некој од нивниот политички субјект кој тие ќе го изберат од неки на нели максима која им беше пред изборите, која на крајот се испостави дека ќе ја добијат, се ја, нели? Зошто да не? И сега вие во таква ситуација, вие како владеачка партија која има нели 46-47 колку и да има пратеници во нивното јадро гласачко кој излегле, таа се сведува на ситуација да само од желбата достани по секоја цена ден повеќе на власт, спремна да даде се, но и да се кумува на сопственото уништување, затоа што после целата таа деградација, која Социјалдемократскиот сојуз и на почетокот од овој втор мандат на владение на Заев и од ова владение несреќно задниве 2 години на Ковачевски, се доведува во ситуација да како политички субјект севкупно дојде при распад. Секоја им чест, само напред. Долги децении си на македонската сцена како новинар, следиш. Дали досега имало ваков премиер? Јас се сеќавам дека Бучко беше така брз на јазик, знаеше да праша од кој медиум доаѓате и слично. Заев неколку пати го има направено тоа. Ниту еден друг не се сеќавам да реагирал вака, да не речам безобразно кон новинарите. Не се што ова не му е сефте
на Ковачевски, не обвини нас сите новинари за албанофобии, сите тие работи, тоа го зборуваше и Али Ахмети, не обвини нас дека сме од вакви центри, онакви центри, други дека се со енергетски компании. Нешто непримерно за еден премиер кој што треба да биде премиер на сите, како што и председателот е, нели? Но дали се сеќаваш на ваков премиер кој што вака реагирал, вака агресивно и арогантно кон новинарите? По дефиниција, јавноста има право да знае се. Так. Јавност се представуваат новинарите, никој друг. Не соопштенијата на одладата или Facebook статуси на премиерот. Тоа не е јавност. Така. И ако не му се допаѓа на во крајна линија било кое прашање, може да не одговори. Или да молчи. А молчењето е одобрување. Во секој случај, вакви примери за однесување спрема новинари, па мислам дека немало до сега. Јасно. Од недозволување за присуство на одредени настани, чествувања, до ова завчера кога беше, мислам дека е кулминација. Вела може да не ти се допаѓа прашањето, може да не ти се допаѓа медиумот, може да не ти се допаѓа новинарот, но како функционер и јавна личност, додека прима пари од буџетот, во кој сите ние партиципираме, он е должен да дава одговори, не да го сенува новинарот или прашањето. Так. Да даде одговор. Друго е дали на јавноста ќе и се допадне одговорот или не. Но на премиерот во ниеден случај не може да не му се допадне прашањето. А уште помалку да дава оценка за тоа какво е прашањето. И да го дисквалификува новинарот. И да го дисквалификува новинарот. Так. Затоа што во крајна линија во моментот се погодил еден новинар. Може да биде било кој. Тоа значи дека он се зима за право да се однесува спрема секој новинар како што ќе му текне во моментот. Не иде така тие работи. Тоа е олицетворение на политичка моќ и диктатура. Ништо повеќе од тоа. Во минатото се случуваше, а се случува и сега, да настапуваат одредени ликови како новинари, а немаат врска со новинарството, непостоечки куки или некои порталчиња, измислени. Имавме и ситуации со една колешка, не се во минатово пред некое време, но никогаш немаше порано вакви одговори. Се сеќаваме на прашања на пресконференции, безобразни, кои што беа кооперацијски и се. До сега немаше ваква реакција од еден, па да не речам, не само премиер, а ретко сте такво нешто да се случило и со министер за председател, па да не правиме му. Ова е преседан. Преседан е во секој случај. Еве да се вратиме само неколку дена назад. Истиот вице-премиер, кога стануваше збор за новите цени и ДДВ-то, го праша зошто е лутеницата поскапа од ајварот или цвекото од друго. Немаше рационален одговор, едноставно кажа не знам. Премногу присутен на сцената. Зошто и сега не постапи така? Не знам. Не вие бидејќи премногу присутен на сцената, мене ми мириса на нешто, можеби председателски кандидат, можеби и премиер, зашто да биде од ДУИ, работата е да биде албанец, нели? Па може и тоа да станува збор во заднина, сепак тоа е нивна внатре владина или внатре коалициона работа. Меѓутоа, зашто и да станува збор, велам, јавноста и транспарентноста имаат предност пред се. А посебно пред односот спрема новинарите. Иако тоа што го кажавте може да биде околу предпоставката која се некоја потенцијална позиција на која тој би претендирал или било што, мислам дека едната може да е варијанта на СДСМ околу кандидирањето негово за председател, може би веројатна варијанта, но за премиер или за вице-премиер, тој за последните 100 дена за СЕО варијанта, па вие видите сами на интервјуто кое го имаше Артан Груби на една друга национална телевизија на едно интервју, тој сам рече, тој кој ќе биде последните 100 дена кандидат, ќе го предложи Али Ахмети.
Така, да, Се Брусел сомне- мајти би рекле. се сомневам дека член на партијата Социјалдемократски сојуз од која е Фатмир Битичи би бил кандидат. Така да повеќе очигледно дека и да претендира кон таа позиција, дека нема да ја добие, а би било интересно доколку СДСМ го предложи како кандидат, затоа што тогаш барем ако одиме според тенденцијата како гласа народот во голема мера, ќе биде многу поочигледно каде се вкупниот македонски народ ќе ги насочи гласовите. Знаете што ми е најчудно во целата ситуација? Реакцијата сама доведува до заклучок дека кај него постои некое само Потисната чувство фрустрација. на фрустрација и на чувство на природен албанец. Ме разбирате? Зошто? Затоа што е член на Социјалдемократскиот сојуз бугарскиот, односно неоврховистички. Значи, неговото лично чувство го манифестира на најнеприкладен начин. Да, затоа и беше шокантна реакцијата, затоа што немаше ни терминолошка, ни фразеолошка компонента каде што тој би се осетил толку навреден. Барем еве, јас баш знаејќи го, познавајќи го рече вашиот колега новинар Матеа и знаејќи дека тој знае да биде скокотлив, но никогаш да биде, да кажеме, ксенофобичен или навредлив, че знае да биде провокативен во рамките на новинарската професија. На крајот на криштата новинарите се тие кои ја барат нели вистината, или ги барат информациите, или ги барат сето тоа што, пример, самите политичари не сакаат да го прикажат, нели? Тоа е поентата на седмата сила. Не беше поликлиника, шема или такви работи, Да. беше врска, Не, беше сосема Не беше ни ниско, не беше. најнормално. Да. Ниту Така ќе да. биде поголем албанец, ниту помал албанец, ако одговореше или ако молчеше, не дадеше одговор на прашањето, а уште помалку да го нападнеше. Но после реакцијата се виде кога беше кај автомобилот, нели? Кога се бараше објаснување, Так. тој беше изигнориран, рече јас нема да бидам навредуван, фашизам, расизам и плюс си дозволи тоа малечкото човече од обезбедување да турка новинар без причина. Значи ајде сваќаме нели тоа расчистување на простор, тоа е јасно кога има 50 луѓе. Ама сега кога стои само политичарот и стои новинарот, ој да го турка мене стварно не ми е разбирливо. Се го браниш, штити простор, тој момент исто не сме го сватам. Треба и самата служба околу него треба да се извини за реакцијата. Значи сите ние сваќаме сме били на настани кога имало маса 100, 200, 500 луѓе, нели обезбедувањето прави простор. Кого прави Сум простор? бил на настани тој момент не ми беше јасно. Меркел, со кого веќе не Не верувам дека не ве истурка скриено некој. обезбедување, тоа е сосема ова наше е безобразие. Добро, Добро, беше да. пандамно тоа, нели, министерот, вице-премиерот Маречич на геј парада отиде со обезбедување. Так. А една друга фрустрација исто така ме интересира многу што мислите, ова е кај Битичи. Кои се фрустрациите на Ковачевски за да реагира вака агресивно како што си реагира напати? Многу комплексни некако, барем така ми изгледа збрано. На што се должи тоа? Човек кој што живеел во богата фамилија, наводно школуван, ај сега Кембридж тоа испадна дека не било баш така, ама Не, Харвард и тоа кога нема, бил на курс. Да, нешто Бил на горемо курс. беше. Не, видете. Јел Оксфорд. Иначе звањето си го добил во Црна Гора, во Подгорица. Во времето на амбасадорувањето на татко му. Значи вака, да се разбереме. Нешто што вие внатрешно го чувствувате, знаете дека е вистина. За било што се однесува, за секој, за Предраг, за тебе, за мене, за било кој. Кога знаете дека нешто ви е нашминкано во животот, направено да биде многу пубаво, тоа ви е како жениви инфлуенсерки што се сликаат, се знаат како изгледаат во реалноста, ќе направат некоја слика да изгледаат како Фотошоп. и ја објавуваат и кога ја сретнеш во живота, цело време мисли дека нешто ја сликаш, па се покрива во... Зошто се покрива? Таа што е убава, згодна, не се покрива, или дури ќе се намести. Така и кај политичарот, така и кај дотичниот лик во дадената ситуација. Човек што добил позиција на тацна, значи се сеќавате како претходниот претседател на владата и лидер на Социјалдемократскиот сојуз, како го представи? Тој е еден човек кој сите во СДСМ го знаете, секогаш бил тука од позадина, никогаш напред, А никој не го знаеше. значи Ниту там. и го представува и на крајот што прави? Му отстапува влада и му отстапува партија. И го носи на средбата за Отворен Балкан, Да го заедно со представи Вучич пред, и со Рама стои тако. Вучич стои, овие двајцава седат и вика од сега
на со вујке упознавање, збори. што би И рекла, то пази, како да. стара мома. Ама не, зошто двајцата се појавија дури на сликањето и тоа беше уште посмешно. Значи можело да го представи по телефон и да го прати. Овој одел да го, нели, да го вклопи, да ги сватиш. И тука веќе е сега како всака некаде сте. Кога некој на таков начин ви ја дава државата на тацна, вие да сте и ограничен и супер паметен да сте, значи двата екстреми да ги имате, фрустрацијата дека сте дојдени на тој начин, а очигледно имате некои, да кажеме, физиономски делови од телото ставени на менгеме, во таква ситуација фрустрацијата чека да експлодира. Значи, вие може да ја прикривате, вие може да се правите кул, но оној момент каде што едва чекате да експлодирате, да излезете од патики, тука ви стои. А ви стои затоа што знаете дека не сте имале природен пат на раст. Или прост пример. Имате дете, еве секојаш јас правам аналогии и компарации од тековни животни ситуации, тоа вие како еден што вика тој кај нас нели си има случајно, вика бе заврши факултет, вика ма заборавивме средно да му земе, па сега тоа да го доврши. И такви ликови, или во спорт, не знам, играл сега за селска екипа и одеднаш му викаш, па и за репрезентација. Колку сака нека е талентиран, не може да се вклопи. Не може да се вклопи во концептот. И тие фрустрации природно си доаѓаат. И затоа ние можеме да посветиме емисии, време и се, да правиме некакви, да кажеме, психолошки дивисекција, анализи, овона. Едноставно, поентата е така. Мене многу ми е смешно кој каже и Западот, кој ќе спомни, и наши некои аналитичари се, нови играчи. Не, ти со нов играч не можеш да... Значи, можеш да имаш играчи кои биле во позадина, кои биле втор ешалон, трета, ама не можеш луѓе кои се од нигде дојдени да ги ставиш на врвот, затоа што знаете како викаат. А различно е да бидиш долги години човек, а тоа веќе не е дете, тој е човек во зрели години, значи 50 на години. Не можеш човек кој бил во подчинета позиција или човек кој слуша извршење на нареđење, одеднаш да го трансформираш во човек кој координира, наредува и води. И таа трансформација не е лесна. Знаете, значи мораш да бидеш барем некој средно висок менеджмент и да бидеш човек кој авторитет си, нели ти се слуша зборот, можеби помално сепак авторитет. Ти да палиш да гасиш, за да можеш да го качиш на ниво каде што ќе бидеш ти opinion makerот, нели креаторот на политиките или водачот или на стратегиите. Тука повеќе од очигледно се гледа кој е марионетата и тој може да се љути, може да плаќа страшни реклами на Facebook, може да прави кампањи луди без оглед дали ги плаќа сам, дали ги плаќа партијата, дали ги плаќа државата, и тоа треба да се види, затоа што јас гледам дека еве ако гледаме според плата и тој нема толкави примања, очигледно се што заработува на Facebook дава. Да се проведе. Да. А да, од приватниот бизнес, извини. Според мене мислам дека премиерот Ковачевски ниту има капацитет, ниту можности, ниту знање да раководи со извршната власт. 10 броја поголеми кондори. Залутол, едноставно залутол во своите амбиции лични или во желбите на неговите ментори за исполнување на дадена домашна задача. Едноставно фрустрациите произлегуваат од немоќта да ги реализира ветувањата дадени надвор за патот на Македонија кон Европската Унија. Тоа што си презел како обврска, ниту му припаѓала, ниту можел да ја вети, ниту смеел да ја вети, и сега кога удира со глава во зид, се му пречи. И нервозата и фрустрациите излегуваат на површина. Тоа е работата. Неискуството, 10 пати да не речам поголем број на кондури, нешто што не знаеш да го работиш, бидејќи да не се лажеме, власта е хиерархија. Дали било тоа општеството пред 3000 години имало фараон, цар, крал, сега е премиерот кај нас, председателот е, да не речам, англиска кралица според ингеренциите, но дали ова што ни се случува сега во моментот во Македонија во низа веќе неколку години, се должи токму на оној хаос кој што се создава од главата на рибата која што очебино мириса, целото расово на секое поле. Да не зборувам за образование, здравство, економија, политички на национално ниво, тука сме тотално апсолутно закопани. Дали тука е сршта на проблемот? Од тука произлегува се. Значи,
заслепени во помислата во желбата да реализираат се што ќе побара Бугарија и Европската унија од нив, они и оставија државата, општеството да тоне секојдневно во секој сегмент, ама буквално во секој сегмент. И сега не 10 броја поголеми чевли, он е тотално изгубен, не знае зашто да попрво да се фати. И јас не можам наутро да поверувам во содржината на соопштенијата што прилегуваат од штабот на социјалдемократите. Навистина, они се тотално одлепени од реалност. За успесите во образованието, за успесите во здравството, да не е трагично, навистина, Ковачевски трагикомедија. зборува за непокор во соопштението што беше за 11 октомври, непокорот, некако тие работи ми се... На татково нека му го спомене непокорот. Белки ќе добие посоодветен одговор за да разбере што значи непокор. Ова што он го прави, тоа не е непокор. Ова е само глума. Ова е само глума. И срамота пред светот и општеството да не споменеш име на држава. Да сте ме живи здрав, Предраг. Срамота е тоа. Браво. Да не споменеш која држава чествува празник. Кои луѓе чествуваат празник. Тоа не е Придавката еднаш непокор. употреби, мислам дека имаше во Софија. Тоа не е непокор. Им отишło него Луѓе, видео. дали сте Тоа е свесни? забеганост во соптено слепило. Така е. Дали сте свесни до кој ниво отиде на работата, што тие во комуникацијата со јавноста, со комуникацијата со народот, го изфрлаат зборот Македонија воопшто. Дури на нешта кои не се однесуваат за овие 5 години, пред 5 години, мене ми е смешно кога видов една условно речено личност од фамилија со бекграунд, вика јас сум родена во Северна Македонија. Као си во Северна Македонија родена, мене не ми јас. Порано пиши дека си родена во Југославија и Социјалистичка република Македонија, ма не по Северна не си. Во Северна е родено дете до 5 години. Според нели Ни тоа не е родено во Македонија и тоа. Да. Според мене. И сега Наметнато во... ми. Наметнато, не наметнато, сурова фактичка состојба, реалноста е таа. Поентата која е на политичарите. Ви текнува во неколку претходни интервјуа и гостување мој кај вас, јас реков дека секој пат кој го каже некој политичар од актуелната власт Северна Македонија губи по 100 гласа. Така да само напред нека продолжат, одлично моди. Прекинаа со тоа. Прекинаа затоа што видеа дека секој пат еве и на социјални мрежи и на телевизиски, на јавни настапи Си употребуваат, како не. Зборуваме за Ковачевски, за Битики, да, ама сега знаете кога ги употребуваат. Министри. Знаете ли кога ги употребуваат? Сега престанаа да им гостува народ. Значи таму каде што ќе имаат фидбек. Не гостува. Забранува да присуствува народ. Ете така. Тоа е огромна Забранува, разлика. дури, значи да, апсолутно, значи се ограничува посета на народ, дури на јавни средби, луѓе. Па ние гледате 8 септември и 2 август кај ги чесувавме на Кале, каде? Што има на Кале? Што се случило на Кале? Мислам, има историски што се случило на Кале, затворање на луѓето од оние што сакале додат на Сремски на Солун, а не келе на Срем додат. Ама тоа не е поврзано со празник. Што представуваат горе на тврдината? Ако не забранат, ќе ги свиркаат, ќе има едно јако се знае тоа. Пред јавност и во директни телевизиски гостувања, каде што има нели интеракција, не употребуваат Северна Македонија. Втори најголем дел од нив или се контролира да го кажат тоа. тоа. Не употребуваат окупиране, тоа скажи го Македонија. Да, со Македонија, да. Второ, дури и представниците на албанскиот политички субјект во владата, значи дури многу почесто и нивните министри користат Македонија, дури имавме нели инцидент со не го спомнувате, една дотична личност каде што нели побара да се користи зборот. И третата ситуација имате каде што почна да користат нашата земја, тоа уште повеќе го иритира народот. Значи, еднаш ќе кажеш во разговор, еве јас ќе имам емисија со вас 60 минути и во 20 можности кои се однесува нешто на Македонија, јас еднаш ќе кажам во нашата држава, во нашата земја, ама 2 пати, од 20 пати. Да немаш тавтологија, да, заради за да се смени нешто, нели, за да има игривости во разговорот. Но вие 20 пати нашата земја, нашата држава, нашиот народ, а кој е вашиот народ? Која е вашата држава? Која е вашата земја? И на крајот се доведува во ситуација да прават илустрации и објаснувања визуелни нели на празници.
Јас не знам како ќе ослава денот на македонската борба, еве, нареден понеделник е за 7 дена е. Или популарно неформално нарече ден на ВМРО. Па е ден на ВМРО. Да. На македонската тоа што не им се допаѓа, тоа е друго. Не, официјално е нели ден на македонската народна борба. Така, на Добро. ВМРО, така. Како ќе го ослават? Да. Денот на нашата борба? Празникот Ке мораат еднаш да го употребат. Празникот го кина правило луѓе. сега бидејќи се доближуваат изборите го употребуваат поеднаш во соопштенијата ако сте приметиле, за да нема замерка не го употребивте никаде, еднаш некаде ќе прелета. Луѓе, наградата ја укина. Така. Имаше државна награда 23 октомври ја укина наградата. Наградата ја беше укината. И што повеќе очекувате од луѓе кои се очигледно толку фатени за одредено место со менгеме, што не можете да им го извлечете. Јас пак сум рекол, еве, лошо е. Еве, јас не се согласувам. Не се согласувам со географската додавка на нашата држава. Да, со сила морам да имам во лична карта, во возачка дозвола, во пасош. Не за секогаш, но да. Да. Периодов. Морам да имам. Да. Кој може на планетава мене да ме натера да изговарам постојано? Значи, рачунете колку сте вие или тие представници на актуелната власт сервилни и некој ги контролира им има наложено дека мораат тоа да го направат, за да постојано, дури странски представници на држави, на странски амбасади, држи говор странец, представник на тие држави што нас ни наметнали, и тој вака разговор на кој се опушти ќе каже Македони или македонци или Македонија новона, нашиов тера. Се исправаат додека држаа пресконференција ако се Не сеќаваш можам да го вице-премиерот, сватам. Не викаше на премиерот, Не не, може. она нас. Имаме уште многу теми Да. за отворање, ќе продолжиме со ова вивисекција на злодејанијата на власта, мотивите, Фројд ли е тука што има. Со нас се Предраг Димитровски и Александар Истевски. Се раќаме по кусиот блок реклами. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мои гости се Предраг Димитровски и Александар Истевски. Ова што се случува, Предраг, агресија, ароганција, секој ден нова афера, многу луѓе ги фатија како крада, да не речам како улови, но многу афери, скандали, буквално стануваме, пиеме кафе, нешто ново испаѓа, но и однесувањето на власта, не само со аферите и скандалите, туку и фасијалната експресија на некои ликови од власта, врвни функционери. Дали се тоа наведува на моментот дека вака крајот мириса? Крајот им е одамна виден, само прашање на време кога ќе се реализира тоа. Инаку, сето ова што го наброја е израз на нивната неспособност, на нивната разединеност и немањето чувство за реалноста. Одлепени се тотално од реалноста. Само размислете сами во себе, во последниве 10 дена, колку контрадикторни постапки и чекори направија околу ДДВ-то, околу производите, околу одговори новинарски. Па ние немаме чувство дека имаме влада. Тоа е најтрагичното. Ние имаме чувство дека имаме најмалку 3 до 5 влади внатре. Така, паралелни светови. И дури се губи смислата да се зборува за влада. Тоа повеќе наликува на акционерско друштво влада на Република Македонија. Така. Катастрофа ни се случува. Бизнес интереси ги водат, ништо Бизнес друго нема, интереси. кауза нема да. Ма каква кауза? Они не знаат кај се наоѓаат во буквална смисла на зборот, тотално изгубени во вселената се. Ти зголемуваш буџет, полниш буџет со поскапување на детска храна. Со деца, со Суплементи за бебиња, трудници, да. со бебиње ќе полниш буџет. И со урда. Па какво очекуваш да имаш утре здрава нација ако немаш здрави деца? Так. И колку пати само листата ја проведија. Ма глупости прават. А пробуваат после да ги замрзнат цените,
а тие ги покачуваат. Но ги видовме замрзнатите цени, ама менито од владата инфлацијата. 60 денари, не е шега ова, 60 денари е пилешка Што бе, супа, 130 денари е јадење со свинско, значи, тоа го нема, набавната цена е повисока. Ние ги субвенционираме нашите министри да ручкаат убаво. Навистина не е вкусно. Покрај се тоа што се случува, 78% покачени плати. Службените коли во приватни цели. Сега се мислете Да. кои ќе платеат сметката ни за ручек, како ние кога ги плаќаме сметките за парно и за струја, субвенција од владата толку и толку динари, Так. а они сметките за јадење во бифе, субвенции од граѓаните, од буџетот на граѓаните, толку и толку да си пресметуваат до реална Мешана салата 30 денари. Вие дали сте Прекрасно. приметили една Да. работа дека патетиката на секој политичар кога сака да глуми поштен трае една недела или еден месец. И тоа е многу. И знаете што, таа патетика Чесен обично политичар, оксиморон е тоа. таа да. патетика За жал до сега. кога сакаат да се представат како некој што е во Холандија, во Шведска, во Германија, тие не сваќаат дека пиар и маркетинг не функционира од денес за утре, него тоа е прашање на познавање на човекот. Значи на неговото битие, на него... Ние пример имаме еден локален градоначалник во општина, јас лично го имам видено, представени на власта, нели? Јас го имам видено како се движи низ центарот со точак. Ама тој е негов лајфстайл, тој е еден кој е таков. Дали сте приметиле колку во изминатите години и локални политичари, збориме нели по општините, и во централната власт се труделе да се представат нешто што не се. Знаете ли тој пиар и таа кампања наидува на подсмев. И јас секогаш сметам дека понекогаш политичар што има авторитет некаков, а и на хипервисока позиција, кога ќе се доведе сам себе си во ситуација да неговиот пиар или маркетинг го убеди, според мене, да се глупира, тој знае дека тоне. Иначе не би се глупирал. Човек што стабилно му оди кариерата, човек што стабилно функционира, човек што има стабилен, значи нема да се труди по секоја цена да се допадне на некоја таргет група, затоа што не може да се допадне со лажна информација. Значи, не може поштен да глуми човек што бахато троши. Не може скромен да глуми некој што е стално во главните ресторани. Не може... Значи, таков каков што ве знаат, вие од тоа можете да извлечете нешто и тоа ќе се рашири. Не ви треба голема медиумска помпа. Да. Вие само пуштете го, значи само пуштете го и вашата околина, вашето обкружување ќе го потврди истото. И што е најинтересно, ќе добиете гратис реклама, значи без 10 телевизии, 20 реклами, само пуштете го и народот ќе го потврди, вашето обкружување ќе го потврдат. Ме разбирате? Се е тоа во ред, само ние сме држава во која царува мислењето кај политичарите дека светот почнува и завршува со нив. Значи, Така, само бендисани до... Да, арогантни, самобендисани, најпаметни, Данин најспособни. Кругеров ефект, најдобар. Ама тоа е чудо Опис едно. за нив, Реалноста и во целиот западен свет се бара континуитет на одредени политики. Ето така. Ако ти немаш континуитет во одредени политики, ти не можеш да бидеш ниту држава. Ниту почнува светот со тебе, ниту завршува со тебе. Ниту државата почнува со тебе, ниту завршува со тебе. Со тоа треба да се помират и тоа треба да биде основа за секоја наредна генерација политичари, да не кажам на секоја наредна влада, тоа што е добро да се одржува во континуитет, затоа што сметаат дека ќе имаат подобро решение да го применат тоа подобро решение и тоа што сметаат дека е нивна автентична политика, нека се тираат автентично. И на крајот рецката која ќе се удри, што се ветил, што се реализира, Да е твој портфолио. Тоа ќе си каже гласачкото тело. Види, Предраг, ние имаме ситуација кај нас, ние прво, види, ги уништивме спортските колективитети. Значи, ние ако земеме од таа гледна точка, пола спортски колективитети кај нас не постојат. Ништо не е случајно. Тоа Значи, е многу поврзано уништени и се, со ги нема. состојбата на духот, со навивачките групи, Најстарите со се. клубови во спортот ги нема. Балкан го нема, Љуботен го нема. Значи, Вардар знаеме што се случува со него, за Вардар. Вардар се мачи, Вардар докажува Но дека е да, клуб со пака, традиција. Фениксот, да. Јас пак ќе ви кажам, јас никогаш не сум бил, што би рекле по скопски, ватрен навијач. Јас бев прв и мислам дека дали ке тебе во емисија кажав или не, не е битно каде. Јас отидов, купив карта,
Кажав дека тоа немам отидено на надпревар, но да донирате за клубот кој ја држи најголемата историја во оваа држава и во поранешната Југославија и се вкупно на Балканот, и да дони и само едно прашање како коментар, како мала дигресија, ќе излеземе од темите, многу кратко ќе трае. Јас сметам дека решението за тој клуб не е во барање спонзори, него на тој начин таа екипа што го држи сега клубот и го менаџира колку може и како знае. Јас сметам дека треба да го направи принципот на Барселона и на некои други клубови и буквално да излезе со акции со собственост и буквално тој што дал како мене и како тебе по 1000 нека дае по 100 евра или по 200 евра, ќе се набилда клубот. Ворет, ќе те прекинам. Се разбира. Идејата е супер, но времето ни оди. Да го користиме практично. Односно пропагандата, како да го наречам, обандата, морковот ЕУ 2030 година, повторно се сега, еве, во Тирана, таму продолжува Берлинскиот процес. Видовме што се случи во Гранада. Наликуваше на народски кажано, некој беше како рогови во вреќа, не одржани коренчна конференција, не се ни поздравија меѓу себе, а сега ние повторно ни сервираат нешто, целата приказка која што се води на моментот потребни се брзи реформи за 2030. Промена на устав не е реформа, тоа е уцена, диктат и се што може да биде, но еве, твојот став околу ЕУ 2030, многу ми навела дека тоа ќе биде старт можеби на добри преговори доколку се реформира до 2030. Сега, како ние ќе зборуваме, како им кажа основачот на партијата, им го кажа. Забораваат да кажат ако до тога се реформира Европската унија. Доколку, да. Доколку до тога се реформира Европската унија. Зборуваш за Црвенковски. Па нормално. Да. Тој кажува Македонија нонстоп за разлика од другиве. Да. И сега на кого да му веруваш? На Црвенковски или на Ковачевски? Голтачеве на Маричич, Бифтек, да, тој Голте Бифтек. Сега во овој контекст би сакал да докажам на еден момент. ВМРО ДПМНЕ понуди внесување на бугарите во уставот со ретроактивно дејство. Со приемот на Македонија во ЕУ. Они го протолкуваат тоа како менување на преговарачката рамка. Еве го истиот модул им се нуди повторно на маса. За да не го менуваат, за да не менуваат преговарачката рамка, нека биде встапување во дејство со реформата на Европската унија. На тој начин топката ќе се префали во дворот на Европската унија. Неќе може да има вето зашто ќе се гласа поинаку, нема да биде со вето. За тој период од 7-8 години ќе ги видиш реалните и вистинските честни, односно нечестни намери на бугарите. 4-та брзина, 6-та брзина на Брисел исто така, на Брисел. И во крајна линија секој се останува задоволен. 7 години не е кој знае колкав период за да може да се затворат очи или да се глуми лудило. Ниту Европската унија, ниту Бугарија, ниту Македонија. Меѓутоа тука има една стапица. Тоа е, да не забораваме, предлог на француско-германски експерти. На тој предлог прашање е колкаво ќе биде влијанието на европската бирократија, на европските политичари и каква ќе биде конечната верзија. Дали воопшто ќе се дојде до клучот да се прифати носење на одлуки без целосен консенсус. Така, зашто малите држави нема да бидат заинтересирани, бидејќи со тоа ќе изгубат својата моќ. Повелиеве за крај ЕУ 2030. Во неколку наврати го имам кажувано, во истото го повторувам повеќе од 2 години, ова е може 10 пат што ќе го кажам. И стојам за тоа и очигледно добро ми оди. Македонија во Европска унија или нема да влези никогаш, или ќе влези во пакет заедно со цел Западен Балкан. Значи нема да влези заедно со Албанија. Кога ќе сакаат, а не сакаме. Нема да влези заедно со Албанија, нема да влези заедно ни со Црна Гора и Србија, туку ќе влези и со се Косово, и со се Босна. Дали вие мислите дека еве, почнеме преговори Србија. 12 години, почнеме преговори Црна Гора, 13 години. Едниот е второ, другиот е трето поглавје. Па што се тие помалку економски развиени, освен проблемите кои ги имаат политички
со косовското прашање, со црквата во Црна Гора, со поделба ваши, наши граници, обележување. Се направи. Црна Гора направи единични градинични премини со Албанија, пример. Секој кој патувал код Црна Гора знае кој патувал пред 10-15 години, кој ги имаше оние лименкине и они прекрасниот грандиозен граничен Така, премин само пред забрзайте улица што го има. да. Ете така. Сето тоа што ни се нуди, јас повеќе како човек не верувам и не им верувам на емисарите и не верувам на сите шарени лаги кои нас ни се Црна Гора продаваат. ти е пример, после што те прекинувам, бидејќи преговараат од 2012, а сега се каде? Никаде. Второ поглавје од 35. Така. Така да, фактичката состојба е вака. Како влегоат Бугарија и Романија во Европската Унија? За уши фатени, Со влегувате и никој не Со ги праша политичка ништо. одлука. Така. Како сега ќе започнат преговори, пошто очигледно не можат во НАТО да ги внесат, заради тоа има и војна, како планираат да ги внесат во Европска Унија Украина и Молдова или Молдавија? Со политичка одлука. Супер! Нека не внесат во Европска Унија со политичка одлука, внатре нека не ги направат системски чекорите на целосно пристапување, Шенген, монетарна унија, пристап кон фондови природи, нека не внесат. Ние направивме отстапки неверојатни. Ниједна држава вака се нема само За деградирано наша кон нас. жал, да. Сме смениле политичко уредување, сме смениле име, сме смениле знаме. Што се не сме смениле? Ние се растуривме, а бевме држава која имаше чисто досие според комисијата на Роберт Бадинтер. Дури Единствено почисто од со Словенија Словенија, и дури да, почисто од Словенија. Словенија имаше проблем со српското население на кој не му дава државјанство. Така да ние во моментот имаме проблем со актуелната власт и имаме проблем со Европа, а народот и опозицијата знае кај и на прав пат сме. Топката е сега во нивниот двор. Ви благодарам што бевте мој гости. Остана уште многу работи недокажани, но за жал времето е тоа. Ми беше чест. Беше задоволство. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави, имајќи предвид се што се случува околу нас. Чувајте се многу.